Почитувани граѓани, почитувани медиуми. На воредните локални избори, антиевропската коалиција на Мицковски и Јапасиев доживеа пораз, доживеа класичен дебакл. Двојната победа на СДСМ и коалицијата во две општини каде што имаше избор за градоначалник и драстичен пат на гласовите на ВМРО ДПМН е резултатот на овие избори. Пораката на граѓаните е жежок шамар за Мицковски и Јапасиев. Не сакаат граѓаните блокади, деструкции и лаги. Сакаат напредок, сакаат поголеми плати, европски вредности и сигурна иднина. На првото изборно соочување, Ковачевски го победи Мицковски. Затоа го нема Мицковски да се јави 5 дена, макар и на својот Facebook профил. Поразот на Мицковски во Маврово и Ростуше е директен и уште поголем, бидејќи загуби кандидатот на ВМРО ДПМН, кој е член на извршниот комитет на партијата. Тој е член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, загуби од кандидатот на СДСМ и коалицијата со разлика од 1300 гласови. Кандидатот му бил дел од извршниот комитет, ама Мицковски не го представува ниту него, ниту другите членови на извршниот комитет на веб страната на ВМРО ДПМН. Ете, до толку се плаши Мицковски од поразите кои ги ниже. Истовремено, на воредните избори за советници во општина Тетово, ВМРО ДПМН забележа драматичен пат на поддршката на граѓаните. Од скоро 6000 гласови во 2017 година, ВМРО ДПМН падна на 3000 гласови. ВМРО ДПМН во општина Тетово, која има над 80.000 гласачи, освои помалку гласови од СДСМ и коалицијата во центар Жупа. Ученикот Апасиев го надмина падот на професорот Мицковски. Во Тетово не освои ниту еден, повторувам, ниту еден советник. Двојната победа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата, предводена од Димитар Ковачевски, покаже дека Мицковски и Јапасиев воопшто немаат поддршка од граѓаните. Сите анкети што ги нарачуваа и лажно ги пласираше ВМРО ДПМН се потврди дека дефинитивно се лажни, потрошени и непотребни. Ви благодарам.